Новите цени на нафтата, но и најавата за повисоки сметки за струја ги заледи јавните предпријатија. На удар ќе бидат помалите, посебно оние кои водата за пиење ја обезбедуваат преку бунарски систем. Се поизвестно е дека новите покачувања ќе ги проголтат платите на вработените, а предпријатијата ќе бидат доведени пред колапс. Ценовниот шок со бензините и со нафтата ќе ни направи огромни проблеми. Дополнително најавата за покачување на електричната енергија уште повеќе го задолжи јавното предпријатие, бидејќи сме на бунарски систем и водата ја испумпуваме со струја. За да се најде излез од кризата, потребна итна средба во влада, алармираат од Сдруженијето на даватели на комунални услуги АТКОМ, од каде што велат дека иако неколку пати барале, досега нема добиено конкретен датум за средба. Бидејќи ова е голем проблем, ќе бидат зафатени многу предпријатија, а обемот на средства е таков да може да се изнајде решение само со помош на владата. Значи, верувате дека ова се енормни износи кои што верувам дека ниту една општина нема да може да ги покрие. Како евентуален излез од кризата, комуналните предпријатија гледаат во враќање во поовластена тарифа, како и помош со кредити за поставување на соларни централи. И покрај лошата финансиска состојба, засега нема најава за воведување на рестрикции на вода или несобирање на ѓубрето, објаснуваат од Сдруженијето.